Во Македонија се уште нема задолжителна скрининг програма за рак на дојка, а според статистиките секоја петта жена се соочува со оваа дијагноза. Здруженијето Хема-онко забележува и на принципот на кој работи јавното здравство, каде по откривање на грудка лекарите веднаш ги испраќаат пациентките на хирургија, што е сосема спротивно на светската пракса. Апелираат до институциите поскоро да ги вклучат тумор-бордовите, но и скринингот кој ќе оди преку матичните лекари и ќе се однесува на популацијата од 40 до 69 години. Ние треба да имаме и скрининг програма. Во овој момент во Македонија официјална задолжителна скрининг програма не постои, тоа е навистина проблем. Ние веќе преговараме и веќе правиме напори да оваа скрининг програма стане облигаторна за сите граѓани кои што се од 40 до 69 години. Исто така да стане облигаторна и за матичните лекари, односно тие да ја водат грижата за своите пациентки. Се преговара со тимовите од радиологија да се изнајдат термини доволно. Има тука многу промени кои што треба да настанат. Партнери во оваа кампања се Medicus Help, кои веќе 33 години обезбедуваат помагала, ги поддржуваат жените и ги третираат пациентките по лекувањето за кој е отворен и новиот центар за лимфадема. Раната детекција спасува животи. И дека секако, како и за се друго, посилни сме кога сме заедно. Medicus Help е компанија која што 33 години обезбедува специјализирани помагала за жените по мастектомија. Од неодамна го отворивме и центарот за третман на лимфедема, која што, иако е состојба која што и како го загрозува квалитетот на живот на жените, малце се зборува за тоа и затоа целта ни е на овој настан да ја подигнеме свеста и за лимфедемата и животот по лимфедема. Пациентките и нивните поддржувачи се сложуваат дека во државата треба повеќе да се зборува за оваа болест. Жените замеруваат на третманот во јавното здравство. Оние кои се избориле со болеста порачуваат редовно да се прават прегледи, а пациентките да не се откажуваат од борбата. Здравството наше не е тоа што треба да биде и тие скрининзи, тие све што справат многу бавно иде. Оперирана сум од канцер на дојка пред 4 години. Па вакви собири или панел дискусии, да речеме, се многу битни за подигнување на свеста. Дојдовме за поддршка. Јас сум представник од стоматолошки клинички центар. Имаме ние веќе направено зафилмување наставни поддршка им даваме клиниката на онколошките пациенти. Па би требало да има повеќе настани за раното откривање на ракот на дојката. Еве, ова ми е 5-та година и супер се осеќам и немам зборови. И за сите доктори што биле до сега, што ми давале хемотерапии, зрачења, за сите благодарност. Само се молиме на горниот. Што ќе им порачате на сите останати? На сите останати. Само позитивност. Позитивност е најважна. Розовиот појадок кој се одржа на школка во градскиот парк под мотото "Заедно сме посилни" беше проследен со едукација за самопреглед, пилатес час и забава со македонска музика. Миријана Давидовска, Сител телевизија.